последно време меѓу новите модерни термини се востанови и почна да циркулира еден термин, а тоа е терминот општествена одговорност, што во нашата терминологија некако изгледа абстрактен, но не и за приватната примерна здравствена установа Ремедика. Ремедика го доби за 2013 година, ја доби националната награда за најдобри општествени одговорни практики на македонските предпријатија. Затоа ќе разговараме за општествената одговорност со гостинката од Ремедика, Фани Лазарова. Добро вечер и добро ни дојавте. Добро вечер, добре најдов. Посебно ми е драго што ќе можам да презентирам пред поширок аудиториум она што го правиме ние како прва приватна општа болница Ремедика во однос на општествената одговорност. Дали вака добро најавив, дали се слагате дека терминот општествена одговорност е малку абстрактен и не секој може да го протолкува и знае што значи тоа? Не само што е малку абстрактен, меѓутоа доста е познат и под друга терминологија, тоа е корпоративна одговорност, CR, CCR, и освен тоа, доста луѓе мешаат што представува тоа општествена одговорност. Значи сметаа дека филантропијата, добрите дела и така натаму се основниот елемент на општествената одговорност. Основниот елемент на општествената одговорност е одрживиот развој. Одрживиот развој е нешто кое што не задолжува према идните генерации со оглед на лимитот кој што постои кај ресурсите. Според тоа, препознатливо веќе во светот, а за среќа и кај нас, е многу битното значење и влијанието кое што го имаат компаниите во однос на општествената одговорност. Не само на компаниите, туку и сите заинтересирани страни. Кои се заинтересираните страни? Значи, општеството, клиентите, сите тие заради кои што постои една одредена компанија. Општествената одговорност, односно она што го прави со своите активности одредена компанија, директно влијае на перформансите на самата компанија. Директното влијание на перформансите се мери и оценува, а се одразува преку реномето на самата компанија која што го има, значи местото во однос на конкуренцијата, понатаму силно е влијание во привлекување и задржување на кадрите, нивната мотивација да останат, односот со купувачите, односот со клиентите на пазарот, значи сето она што представува бизнис, односно докажување на позитивните перформанси е вклучено во општествената одговорност. Така. Но релацијата исто така и од една микросредина, од едно предпријатие во однос на глобалната, во општествената структура. Може би за тоа ќе поразговараме подоцна во разговоров. Следно прашање, за какви организации важи општествената одговорност? Кои се од тие организации или фирми или субјекти, како да ги наречеме, е должен да ја понесе таа општествена одговорност? Дали е тоа само големи фирми, дали е тоа само институции или стопански субјекти? Општествената одговорност важи без исклучок за сите фирми. Без разлика, дали се тоа приватни, јавни, здруженија, големи, средни или мали, и без разлика дали действуваат во развиените земји или во развој. Меѓутоа, нивното влијание во однос на општествената одговорност секако ќе зависи од нивната положба во земјите во кои што делуваат, односно во кои што работат. Мислите во условите за економските услови, економскиот амбиент, политичките, ресурсите, бизнис моментот и така натаму. Затоа имаме поголеми достигнувања, помали достигнувања. Примерно. Меѓутоа, за сите важи подеднакво. Ке илустрирам со неколку примери. Да, имам примери пластично. Што повеќе примери да имам? Пред некој ден имав можност да присуствувам на едно изложување од австрискиот представник за општествената одговорност на коморите, која што наведе еден многу интересен пример. Кај било тоа? Каде беше тоа? Тоа беше организирано од страна на нашето Министерство за економија и годинашното, бидејќи ние учествуваме на доделувањето на наградите со нашите достигнувања, значи Комитетот за организација на наградувањата.
ги презентирани искуствата од Австрија, кој што даде еден убав пример. Значи, на еден тендер во Австрија се јавила компанија, се јавиле повеќе компании, бидејќи бил интересен и голем тендерот. На крај биле одбрани две компании кои што задоволувале по своите перформанси во целост. Тендерот го доби компанија која што во својот круг имала градинка. Тоа што значи? Дека дале, значи, значење на општествената одговорност, бидејќи сето тоа спаѓа, значи, работникот е мирен за време на извршување на своите работни задачи во однос на своите деца. Знае дека се згрижени во близина, дека може да се задржи подолго да ги заврши своите задачи, дека нема да трча на другиот дел од градот, по завршување ќе си ги прибере децата и ќе оди дома понатаму, значи да им се посвети. Значи тоа било одлучувачко. Знаеме и друг еден податок, кој што е, да речеме, од другиот крај на светот. Индиска компанија која што произведувала детски играчки изгуби преку ноќ, значи ги изгуби сите договори, заради тоа што се констатирало дека во изработката вклучува детски труд. Значи, тоа се моменти кои што можат да влијаат на обстојувањето на самиот бизнис. Кај нас доста од работите се регулирани со закон. Добро, извинете, пред да поминеме на таа ваша сега теза за работите што се поврзани со закон, да најдеме врска меѓу овие два примери што ги кажавте и општествената одговорност. Значи, овие два примера како кореспондираат со терминот општествена одговорност? Значи, првиот пример, кој што беше за австриската компанија, бидејќи во центарот на општествената одговорност е пред се задоволување на своите вработени, нивно мотивирање, подигнување на продуктивноста, што доведува до еден развој во бизнисот. Значи, компанијата изоценила дека е потребно, за да го задоволи сето тоа, да во својот круг изгради детска градинка. И во суштина тоа било пресудно, бидејќи сватиле при доделувањето на тендерот дека таквите мотивирани, вработени и ослободени од грижата околу згрижувањето на нивните деца ќе дадат поголеми резултати во своето работење. Другиот пример е нешто што е забрането и според 10... Другиот пример како да доаѓа спротивен на овој. Спротивен, сосема спротивен, и тоа е нешто што не би смело да се дозволи, кај нас и тоа го нема, регулирано е со законот, меѓутоа, за жал, во земите кои што се во развој се искористува и детскиот труд. Значи, ова е еден пример како можат да други компании влијаат со своето раскинување на договорите, да се подзамисли дотичната компанија која што работи спротивно на сите правила. Значи, некако терминот општествена одговорност некако му доаѓа како императив кон хуманизација на работните односи, на односите, на грижата за вработените. Дали е тоа? Значи, опфаќа, значи, три сегменти. Првиот сегмент е економијата. Вториот сегмент е социјалната правда или социјалната еднаквост и третиот сегмент е екологија. Сите три сегменти се поврзани. Значи, секоја активност која што ја има компанијата треба да не прекрши ниеден од овие сегменти кои што ги наведовме, а кои што се взаемно поврзани, како што видовме од примерите. Да. Како делуваат сите овие сегменти на економијата. Значи, секој бизнис напросто постои за да оствари профит. Да. Не постои за ништо друго. Меѓутоа, може да се оствари профит не спазувајќи ги еколошките барања, не спазувајќи ги еколошките... може да се оствари поголем профит, така? Па тоа е нешто кое што доброволно го прифаќа компанијата и, значи, се откажува во интерес на ова што рековме одржлив развој, а одржлив развој е оставање и на идните генерации, значи, соодветни услови за нивен живот, со цел да оствари една повисока цел. Повисоката цел секако дека не е на штета на компанијата. Сите инвестиции кои што се, бидејќи го земавме како екологија примерот, кои што се во моментот се вложуваат, на долгорочни стази се враќаат. Што значи тоа? Значи, сите знаеме дека
кога не се водело пред неколку децении сметка околу енергетските ресурси, значи во формирањето на цената на една услуга, тоа била трета ставка која што влијаела. Со намалувањето на резервите, што е на глобално ниво и се трансформира секако на ниво на компаниите, значи се повеќе таа ставка се качува нагоре како издаток, значи во формирањето на цената, а со други зборови се потврдува претходното што го кажав, односно колку се инвестира повеќе во иднината, толку придобивките се поголеми. Значи, еве го линкот врската со економијата, врската со одржливиот раст, кој што рековме дека подразбира, значи, се ова што е наведено до сега. Врската со екологијата. Да. Па, повелете, коментирате, мислам, врската со умерена експлоатација на природните обновливи извори, да? Значи, изнаоѓање на соодветни ресурси кои што ќе ги заменат постоечките кои што беа дури експлоатирани без одредено водење на сметка во сето тоа. Значи, тоа е прво, енергетските ресурси. Второ е, заштитата на животната средина од отпадот. Кај нас се донесени закони, загадувачот плаќа и тоа е јасно. Меѓутоа, општествената одговорност не е исполнување на законските обврски. Тоа е нешто што треба компанијата да ја влече пред самото, значи проактивно, над самото исполнување, да даде нешто повеќе. А тоа нешто повеќе го препознава општеството, го препознаваат купувачите, го препознаваат партнерите во развиените земји и владите, медиумите и така натаму. Значи се создава една силна врска меѓу компаниите кои што навистина се заложуваат за да го сведат тоа на едно ниво кое што ќе биде проактивно во однос на развојот на целокупното општество. Добро, да одиме сега конкретно за вашата болница или примарна здравствена установа, како ја викате? Прва приватна општа болница е Ремедика, да. Да, прва приватна. И мислам дека вие некако предничите во спроведувањето на стандардите на општествената одговорност. Со задоволство. На кој начин се тоа се спроведува? Вие по кои стандарди работите? Мора да има некои стандарди во оваа област, нели? Да. Значи, со големо задоволство можам да потврдам дека ова што го кажавте во најавата на ова прашање е така, значи... И добрите и награда, тоа е признание. Да, со самото оснивање, 2005 година, значи, со тоа што тогашните собственици, врвниот менеджмент согледале дека е потребно едно врвно здравство да се даде во земјата, значи се доби наградата за најдобра инвестиција во Југоисточна Европа за 2005 година. Значи, сето тоа беше награда за едно поставање на болнички на основи, значи на една здравствена грижа на едно повисоко ниво, кое што повторно представува некоја одговорност, значи не некоја, него општествена одговорност, ориентирана кон корисниците на услугите, а воедно и кон општеството, бидејќи проактивно се извлекува напред со одредени стандарди, значи услугите кои што се даваат. Понатаму, значи од самиот почеток, не само што рековме дека градбата, услугите, методите и така натаму се врз база на стандарди, значи кои што важат, тоа се технички стандарди за изведба, стандарди кои што важат за болниците. Ние за нашето работење, значи доброволно, пристапивме кон оценување од трети страни, односно потврда дека сме на правиот пат во имплементацијата на нашата одговорност, бидејќи самите стандарди спаѓаат во општествена одговорност и можат да бидат, значи, квалификувани во групата на етичкото управување или во односот со клиентите, со корисниците на услугите. Тоа се во овој случај, значи, категории кои што се преклопуваат. Значи, самиот менеджмент одлучи дека ќе даде нешто повеќе, а самиот клиент знае да го изоцени дека е во негова добробит, односно и општеството. Во тој контекст, ние сме прва болница во Република Македонија, која што во 2012 година
е сертифицирана за квалитет согласно стандардот ISO 9001-2008. И драго ми е што и други, значи, здравствени установи одат по тој чекор, со тоа што е потребно да нагласам дека за индустријата ова беше нешто што беше во функција дури децении порано. Здравствениот сектор како да беше... Така да правите разлика меѓу индустријата и здравствениот сектор. Нешто што наложиле, значи самите компании кои што извезувале, што им било наложено од другите земји. За разлика од нешто што е локализирано на нашиот пазар, се разви некако побрзо, што во секој случај се увиде дека не треба да постои разлика, дали е компанијата извозна, треба да се задоволат стандардите. Или пружа услуги на домашен терен, тоа се и да ги пружи со максимален квалитет и на домашен терен. За кои стандарди станува? Значи, реков, го спомнав, значи 9001. 8-9001, да. Да, и за наше големо задоволство, значи, во текот на 2013 година влеговме во еден проект кој што беше обемен и многу комплексен, кој што бараше исклучиво многу храброст, многу знаење, многу труд на една мултидисциплинарна екипа и сме прва болница на Балканот и меѓу ретките во Европа кој што имаме, значи, акредитирана лабораторија согласно ISO 15189 што важи за медицински лаборатории, за нашата IVF лабораторија, значи инвитро фертилизацијата и диагностичко-биохемиската лабораторија. Значи тоа е едно задоволство и повторно потврда дека не се нашите зборови тие што не прават дека сме квалитетни. Тоа е потврда од трета страна од меѓународна комисија, односно акредитацијата беше извршена од Институтот за акредитација на Република Македонија, која што е потписник на меѓународното тело за акредитација. Значи, како го придвижуваме општеството, например, со овој пример, да објаснам бидејќи така и беше претходното прашање. Значи, демонстрираме пред целата меѓународна европска јавност дека и Македонија има, значи, здравство кое што може да застане рамо до рамо со нивното здравство, оценето од независни експерти. За кое здравство зборувате сега? За јавното здравство? Зборуваме генерално за здравството. Значи, не се двоиме, една од општествените одговорности, една од стратегиите кои што ги усвоивме во текот на 2013 и стои во стандардот 26.000 од 2011 година, фер маркетинг, односно не напаѓање на конкуренцијата. Ние никој пат не сме нападнале конкуренција, ние во нашите политики ги прифаќаме и резултатите, лабораториските наоди и било што, значи, што ќе донесат од останатите установи корисниците на медицинските услуги, она што може да се прифати, што не се променило со текот на времето и што може да помогне кон диагностицирањето. Значи, здравството го гледам во целина. Ако ние, како Ремедика, сме успеале да застанеме на европските страници, тоа значи дека придвижуваме здравствен туризам. Тој здравствен туризам сигурно нема да се ограничи само на нашите услуги кои што ги даваме, туку ја промовираме и нашата земја и паралелно, значи, и останатото. Имаме одлична соработка со јавното здравство и тоа е нешто што е неопходно и треба да нагласам дека во суштина се работи за различни здравствени организации кои што соработката е неминовна. Согласно нашиот закон, значи едни се ингеренциите на општа болница, други се ингеренциите на клиничка, поликлиники и така натаму. Значи, легислативата дефинирала кој во кој дел и ние имаме соработка и напросто остануваме на нашите политики зацртани за ненапаѓање и некритикување. Значи, за еден општ детант, што би рекле политичар. Да. И не постои друго, мислам, тоа е она како што треба да се настапува. Што постигнуваме со конкретно зборувајќи за стандардите, односно акредитацијата која што ја направивме. Сите сме сведоци на енормно брзиот развој на технологијата во медицината. Значи, ако било поле
кое што било во однос на останатите гранки, стопански гранки запоставено, значи секојдневно се јавуваат нови софистицирани апарати кои што напросто во рацете на стручни луѓе можат да направат извонредни чуда во поглед на здравството, во поглед на здравствената состојба, каде што согласно индикациите кои што ги има одредениот пациент. Дури може некој на симулатор да проба да оперира, например, операција да направи. Има и така се врати еден наш професор, академик Попов, сега се врати од странство и рече напросто со роботи се оди напред. Значи не е доволно само да знаеме што достигнал светот. Потребно е и да демонстрираме дека сме способни да ги владееме тие техники. А тоа точно го направи акредитацијата, бидејќи нашите вработени во лабораториите, во IVF и во диагностичко-биохемиската лабораторија, беа 2 дена под мониторинг на експерти во своето работење, значи освен документацијата, која што беше проверувана во однос на нејзината, значи сеопфатност на постапките и на следливоста на процесите, значи директните изведби беа мониторирани од експерти, кои што освен што се експерти во својата област, значи се остручени и да можат да оценат друг субјект. Значи задоволството секако беше големо на сите нас. Значи Ремедика колку постои? 10 години? Ремедика го прослави сега на 7 април 9 години, значи прослави 9 години од роден денот. 10 години. И да, 9-та, сега тераме 10-та година. Значи вие откако ги спроведовте стандардите во работењето, на почетокот ги немавте. Пред колку време се спроведени? Што ви донесува? Што корист ви донесува? И колку финансиски веќинија? Дали сега спроведувањето и прифаќањето на одговорностите за општествена одговорност чинат пари? Значи да бидеме во духот на емисијата и на насловот на емисијата. Тука сега веднаш ги изнегирам. И видите, сакам да кажам и со поента за искуство и на другите фирми. Така, некогаш сето тоа чини пари. Некогаш. Значи, што ќе кажам сега дека чини пари? Ние сме во фаза, значи реков 2013 за раз беше олимписка година. Ќе кажам и за други проекти што спроведовме и започнавме, значи, ќе пуштиме најверојатно сега во функција нова анекс зграда, која што ќе биде прва зелена болница на Балканот. Тоа чини пари, кои што очекуваме да се вратат. Самите стандарди, значи, имплементирањето, владењето на техниките, оспособување на персоналот, спроведување на процедури, на стандардни оперативни постапки, чини многу труд и волја. Не чини пари. Чини многу храброст, да се исправиме. Како е можно кога без пари ништо не може да се направи? Постојат многу работи кои што може да се направат. Со голем ентузијазам, со голема волја, со идентификацијата на она што ќе не направи различни. Значи, напросто, пред да како тим, значи и топ менеджментот на Ремедика, пред да пристапиме кон одреден проект, ги бараме елементите кои што би не направиле различни. Јас во почетокот реков дека општествената одговорност значи обезбедување на конкурентност на пазарот. Значи, една со анализа утврдуваме, значи, што би било она, кое што би не направило различни, заради кои што би не преферирале пациентите, заради кои што постоиме. Со големо Жели толку да се биде различен во една област која има голема традиција со векови, да речеме, медицината и услугите, медицинските услуги. Може ли да се биде? Може да се биде различен, бидејќи ние развивме суптилен модел да ги идентификуваме потребите на нашите пациенти. И тоа е повторно општествена одговорност, комуникација во два правци. Значи, ние не пласираме она што ние мислиме. Ние пласираме она што сметаме дека е потребно на пациентот и она што ќе биде во суштина во негова максимум направено во негова корист. Што чини пари сега во овој дел? Воведувањето на нови методи, кога го спомнавме пациентот, значи нашиот персонал се едуцира надвор, купуваме опрема, воведуваме нови методи. Кој е бенефитот за пациентот, кој е бенефитот за општеството? Извинете, ќе го упаднам. Се со цел да бидете
корисни за општеството. Тука ли е врската меѓу таа општествена? Значи, јас сакам што повеќе да ја објасниме терминот општествена одговорност. Затоа ви упаѓам, извинете. Нема проблем во упаѓањето, ако не сум јасна, значи се што го одржува бизнисот и што придвижува во средината каде што бизнисот се одвива, значи е општествено корисно, односно општествено одговорно однесување. На никого не ни е од корист одредени бизниси да замрат, да ги снема, не се придржувале кон законите, не биле спремни да ги следат трендовите и така натаму. Значи губи целокупното општество. Бизниси кои што се развиваат, кои што следат трендови, кои што привлекуваат, кои што мотивираат, значи се позитивни за своето опстојување и се позитивни за целото општество. Пример, новата зграда што ја споменав, ќе произлезат нови вработувања. Значи, не само што имаме општествено активни во однос на екологијата, општествена активност во однос на екологијата, значи во однос на економијата очекуваме привлекување на повеќе пациенти кои што ќе ги видат тие напори кои што се вложуваат. Ние во исто време, значи, придвижуваме и вработувања. И тоа е целта, значи, на целокупното интерактивно делување на бизнисот и општеството. Да не ме разберат погрешно гледачите, ако се изразувам во однос на здравството како бизнис. Здравството е бизнис. Да, се е бизнис, да. Со тоа разлика што давањето медицинска услуга е стручно нешто, што е во рацете на врвни стручњаци. Целокупното водење на овој систем кој што има логистика и за да функционира, таа логистика е мултидисциплинарна. Значи, тоа е бизнис. Добро, на кој начин ги определувате вака полето на действување кога? Убаво прашање. Имате ли вака некоја стратегија или се состанувате па сега ќе направиме ова, ќе направиме она? Значи, ви реков дека постоиме 9, односно 10-та година на пазарот и од самото постоење ние сме имале действија кои што од денешна гледна точка се општествено одговорни действија. Меѓутоа, со самиот термин, со самиот поим, со самото усвојување на стандардот, препознаваме во суштина на кој начин ние сме го спроведувале тоа во минатото и на кој начин го организираме сега. Значи, вака имате еден еволутивен пристап кон сите... Значи, имаме еволутивен процес, да, кој што процес е сега многу повеќе осмислен и многу повеќе, да речам, базирана на одредени сознанија. Например, кога ќе се определиме за некоја работа која што сметаме дека е нова, гледаме, значи, прво кој би бил мотивот за да се определиме тоа да го спроведеме или не. Која би била целта што би ја достигнале со таа работа. Кој би бил бенефитот за нас и за целната група, а за целната група? И за целната група. Значи, еве конкретно, спроведовме еден голем проект со кој што се гордееме ние како болница, а посебно, значи, ортопедското одделение на чело со доктор Иванка Стефановска, специјалист ортопед, која што во текот на својата работа примети дека се повеќе има пациенти деца кои што имаат проблеми со рбетот. Тоа сознание не го остави за себе, тоа го образложи пред целокупниот тим и покрена едно прашање како е можно во денешно општество да се зголемува процентот. Ајде да превземеме нешто. И како Ремедика превземавме еден проект кој што така беше преку кампањи и истражувања во првата фаза окончан во текот на оваа година, а тоа беше во соработка со општините Центар, општината Аеродром и општината Газибаба во која што делуваме. Испитавме во секоја општина по 7 училишта, значи родители, ученици во соработка со наставниот кадар и резултатите од сето тоа беа поразителни. Значи, над 60% од родителите никогаш не ги однеле своите деца на ортопедски преглед. Знаеме денес како живеат, значи како го поминуваат слободното време и на училиште децата пред компјутери, помалку раздвижени, со тешки ташни
Дали тоа значи од влегувањето на интернетот вака во употреба, во широка употреба, дека тие аномалии на рбетот се повеќе изразени? Значи, мислам дека најсоодветно би било да ви одговорат докторите. Да, добро. Значи, тоа истражување... Многу стручна работа. Сигурно дека има влијание, меѓутоа ние прв пат се зафативме да истражиме една таква популација, двојазично. И што се доби? Освен што поразителни резултати од оваа страна. Придвиживме општеството. На кој начин? Значи, преку стручни написи во списанието на Лекарската комора. Докторката укажа на систематските прегледи каде што задолжително поминуваат деца, како треба да се обрати внимание на овој сегмент. Преку гласилата, значи, се обидовме да влијаеме врз родителите, да ги носат децата на редовни прегледи. Имаме позитивни оцени, позитивни коментари, бидејќи во соработка со општините, како што ги наведов, општина Газибаба, аеродром и центар, значи самите градоначалници на општините, бидејќи основното образование припаѓа директно под локалната самоуправа, значи добија правци на делување во однос на часовите на едукацијата. Во следна фаза ние подготвуваме и материјал. Извините, каков е контактот со локалната самоуправа? Значи, вие се јавувате до градоначалникот, правите некој форум, некој состанок, сугерирате и така дали, на тој начин оди таа комуникација и како сте прифатени вие, бидејќи во приватното здравство има многу конкуренции, други болници, здравствени установи и така натаму. Зошто би ја прифатиле сугестијата на Ремедика, да речеме? Пред се, ако зборуваме за ова истражување, базирано е на факти. Значи, никој не може да замижи пред фактите. 7183 прашалници, кои што се стручно составени, аналитички обработени, се повеќе од факт. Повеќе од алармантно дека мора да се делува. Ремедика, значи, ваквото делување е над можностите на Ремедика. Значи, прошируваме на целокупниот здравствен систем, на школскиот систем. Апелираме да превземат одредени мерки во однос на тоа што го истраживме. Прифатеноста, значи, јас мислам дека денес не постои некој во интерес на своите млади, на својата генерација, на своите идни, значи здравието, ако викаме дека е најголемо богатство, или да го изцитирам Черчил, значи една нација е богата ако има здрави луѓе. Значи не постои никој имун према такво нешто посебно. Ако некој на доброволна база го обработи сето тоа, ангажира собствени ресурси, ангажира собствени средства. Во контекст на ова да напоменам дека по повод Денот на детето, ние не само што останавме на истражувањето, веќе самите погодени од она што го добивме како истражување, нашиот ортопед доктор Споа прегледа 250 деца во детските градинки Аеродром и Газибаба, во по две, значи во 4 градинки, значи ортопедски прегледи, даде упатства на воспитниот кадар како да се однесуваат, даде наоди на родителите. Значи, тоа е едно придвижување на една работа која што не дека е занемарена од другите структури, туку ние врз база на првичната иницијатива на зголемувањето на бројот на пациенти со такви проблеми, се вклучивме пошироко да тој корен, значи тој проблем го превенираме. За нас како Ремедика, и тоа е општо познато, значи ако даваме се да го излекуваме пациентот, ние вложуваме се да превенираме болести. Значи, превенирањето на болестите кои што се превенираат е клучно за едно здравје. И тоа повторно го имаме инкорпорирано во стандардите и делувањата. Ме прашавте, значи, на кој начин одредуваме приоритети. Значи, бидејќи сме сега поорганизирани во сето тоа, и само да ви наведам дека овој поим пред 10 години бил непознат и во Австрија, а ние веќе организирано... А кој го измисли? Европската унија? Да. А ние веќе организирано делуваме 4 години, значи што не е за занемарување. Бевме прва
здравствена организација која што се приклучи кон глобалниот договор на Обединетите нации, ги прифативме правилата. Тоа значи дека приоритетите кои што ги одредуваме се базираат на нашата основна дејност. Зошто се базираат пред се на нашата основна дејност, а не само на нашата основна дејност? Тоа е поле каде што можеме да придонесеме повеќе. И најмногу. Да. Значи сме најстручни во тоа делување и компетентни. Да. Добро, како е сето тоа регулирано кога веќе фативме контакт со Европската Унија, бидејќи имаме задачи да ги прилагодиме, да го прилагодиме законодавството, нашето приближување кон Европската Унија, дали има добри закони во Македонија што го регулираат овој сектор, оваа област, дали според тие закони може лесно и без пречки да се спроведе сите тие принципи на општествената одговорност? Одредени принципи на кои што се базира општествената одговорност, значи одредени области од принципите се покриени со закони. Општествената одговорност не подразбира исполнување на закон. Тоа е нешто што е облигаторно. Општествената одговорност бара да се направат одредени активности кои што се над законот, кои што ќе го движат напред општеството. Во смисол, значи, исполнувањето на законот, како и при стандардите. Значи, еден од условите е да го исполните законот. А за да бидете, значи, акредитирани или сертифицирани, мора да демонстрирате дека е нешто повеќе во однос на минималните законски одредби. Европската Унија многу не стимулира во тој дел. Што значи тоа? Значи, вложува средства за да го подигне општото ниво за свесноста за општествена одговорност и во нашата земја. Преку кои фондови, кои линии се тие? Значи, фондови и линии преку Министерство за економија најверојатно, каде што се доделуваат понатаму. Ние не сме добили од тие фондови, меѓутоа ние сме добиле нешто друго. Зошто не сте добиле? Не сме побарали. Сте приватна организација? Не. Ние, значи, тоа веројатно е друг начинот на распределба, меѓутоа ние добивме признание, значи нашиот извештај за општествена одговорност беше публициран во водич за општествена одговорност, кој што беше финансиран од Европската Унија. Значи, они препознаваат сегменти каде што, или да речеме, фирми, компании или бизниси, каде што проактивно се делува во однос на општествената одговорност. Што значи тоа за Европа? Тоа е моje лично видување, значи бариерите кои што ги прават од примерите кои што ги наведовме претходно, значи ќе ги нема бариерите. На Европа и е од интерес да не постојат бариери. Едно од нештата кое што и нашата влада го прави во моментот, сигурно с адаптацијата на регулативата е да се приближиме што е возможно повеќе. Значи, бариерите да не постојат и да може, значи, повторно е тоа се во однос на економијата, да може да се работи поедноставно со другите земји. Добро, во сета таа дејност пак ќе речем по принципите на оваа општествена одговорност, вие влегувате во интеракции со клиенти, со разни да речем организации, групи, луѓе, институции, невладени здруженија. Да. И сега како ќе препознае некој од сите тие субјекти дека една организација, да не спомнуваме само вашата болница, да не правиме па огромна реклама и што не е ни добро па многу да се фали човек, нели? Да, сигурно. Може да се препознае од нивна страна и да се рече, еве, оваа организација има општествена одговорност, може и кој после тоа, каква корист после тоа следува за таа организација? Во етаблирање, во општествено етаблирање, во популарност, во што? Значи, напросто барањата, рековме околу приоритетите. Приоритетите, значи, имаме барања од поединци или од здруженија кои што доаѓаат до нас и имаме, како што наведов, значи, наши стратешки определби каде што ќе се движиме во однос на нашата општествена одговорност, како што беа сертификациите, акредитациите, кампањите и така натаму. Во однос на поединечните барања,
излегуваме во пресред. Јас не би ги спомнувала точно заради дејноста во која што работиме. Значи, чувствителноста на проблемите и помошта која што сме ја дале на поединци. Посебно пред година дена, пред две, кога нашата земја беше во економска криза, нели, како што имавме општо, бевме усмерени токму према давање на помош на чувствителните групи кои што не можеле да си дозволат одредени работи. Значи, еве ја нашата општествена одговорност, за која што не сме зборувале многу, точно заради тие групи кои што сме им помогнале. И оваа тема не е ни многу експлоатирана, затоа се одлучив еве овој час во терминот на нашата емисија малку да растресеме да и од разни аспекти да го погледиме, да го проучиме овој термин. Со стабилизирањето, да речеме, на економијата на некој начин, се посветивме, значи, во други правци на општествена одговорност, што ги продискутиравме пред малку, а за 2014 година веќе се вртиме према работените, значи нивна мотивација, што не значи ке го заборавиме општеството, бидејќи и задоволни вработени даваат подобри резултати, подобрите резултати се повторно еден двигател за развој на општеството. Како се препознава? Нашиот народ, нашите корисници на услуги, нашето општество, значи сите системи на мониторинг, на мерења кои што постојат, знаат многу добро да препознаат. Значи, едуцирани се, информирани се, значи, кога се работи за нешто што е најскапо, а тоа е здравието, пациентите многу се информираат каде ќе дојдат. Самата акредитација, значи и сертификацијата што имавме предходно, им укажуваат дека ние сме се одлучиле доброволно да не оценуваат други. И тоа им влева доверба. Значи, влева, ги определува доколку не се определени. Каде би се одлучиле за одредената работа. За одредената услуга, мислите? Да. И тука е вашиот мотив, нели? Тука е нашиот мотив да одиме напред и напред. Така. Се разбира еквивалентно погледното и се однесува и на профитот. Апсолутно. Значи, рековме дека се е околу бизнисот и бизнисот постои за да создаде профит. Меѓутоа, во однос на општеството, значи, проактивни компании го придвижуваат и целокупното општество. Рековме дека со оваа акредитација, која што ја извршивме, значи единствени на Балканот, кога нашиот институт не информира дека имаше проблем да изнајде експерти, кои што би можеле да не изоценат, бидејќи треба да исполнат повеќе услови за да бидат експерти при акредитацијата. Значи, нема во Хрватска, рекоа нема во Србија, нема Балканот. Значи, иако бевме свесни за големината и за сето тоа што го понесовме, тоа не направи посебно горди со оглед на тоа што стануваме рамо до рамо со големите. Нашата влада во минатото, пред некоја година, мислам лани или преклани, покрена една одредена иницијатива за здравствен туризам. Значи, ние помагаме на целокупното општество со тоа што влегуваме на тие страни, да се развие таа идеја, да се донесат, да не се повторувам во тој дел. Значи, препознавањето е многу јасно. Постојат одредени работи кои што се пренесуваат од еден на друг. Искуствата се пренесуваат, знаењата се пренесуваат, соработките се пренесуваат. Ние настојуваме со оваа наша општествено одговорни практики да бидеме на пазарот еден препознатлив субјект каде може секој да се обрати. И во суштина, значи, со тоа го зголемуваме нашето реноме, меѓутоа и придвижуваме одредени други фактори. Видете, работата на една здравствена установа, особено на голема како што е вашата, значи понекогаш прави проблеми на животната средина. Вие сте сместени таму во една убава шума, во убав амбиент. Каква е одговорноста на болницата кон заштита на тој амбиент, бидејќи таму на влезот гледаме паркирани многу возила, прво. Второ, секоја болница одлага медицински отпад во големи количини. Значи,
Какво е односот сега на една болница кон зачување на животната средина, која исто така е регулирана со бројни закони, што се надлежност на Министерството за екологија и животна средина? Да. Значи, во однос на паркингот, значи паркинзите се направени во зони каде што е возможно и не можете поинаку да регистрирате здравствена установа додека не се исполнати барањата за паркинг и приоди и така натаму. Парк шумата, значи Газибаба, која што е во наша непосредна близина, ја сметаме за наша предност, бидејќи и недалеку од главните сообраќајници, а во еден амбиент каде што е и парк шумата на Газибаба, имаме една прекрасна положба која што е многу благопријатна во однос на корисниците на медицинските услуги. Значи, парк шумата, која што е во наша близина, значи непосредно до болницата, е нешто со кое што таа е под на Газибаба, меѓутоа е нешто со кое што и ние се гордееме. Одложувањето на отпадот, управувањето со енергетските ресурси, загадувањето на шумата и загрозувањето на видовите кои што живеат таму е нешто кое што не сме помислиле да го загрозиме, ниту пак да го занемариме во однос на нашата општествена одговорност. Што значи тоа? Ние имаме котлара, која што е енергетска поддршка на нашиот објект, која што не ја уклучуваме или ја исклучуваме само во исклучителни потреби, иако функционира безпрекорно. На кој енергенс го користим? На течно гориво. Нафта. Иако функционира безпрекорно, значи одиме да задоволиме потребите од грејење, значи со фенкоилери, со разладни уреди, точно за да не го загадиме тој простор. Новата болница, анекс градата, што реков, ќе биде со сончеви колектори. Тоа ли е таа зелена болница за која зборувавте? Тоа е зелениот дел. Зелениот дел, почнувајќи од енергетија. Зелената болница за која зборувавте на почеток. Значи, на таа мислевте? На таа мислев, значи за да се добие... На болница што се функционира со користење повеќе на обновливи извори. Така, значи за да се добие епитетот зелена болница, значи треба да... А болниците се големи потрошувачи на енергија. Големи потрошувачи, значи не е возможно, немате процес каде што не вклучувате енергија, почнувајќи од основните, од диагностичките, од потрошувачката на апаратите, од осветлувањето, грејењето, стерилизациите, топлите води, значи болниците се генерално големи потрошувачи и на енергија, и на вода, и создавачи на опасен отпад, до кој што ќе дојдам. Значи, зелената болница, што ја спомнав и не појаснив предходно, за да се добие епитетот зелена болница, значи да се води сметка за обновливите енергетски извори, значи да се постепено отстранува една организација или болница од користењето на комерцијалните енергетски ресурси, да води сметка за нивната потрошувачка, ние веќе ќе ја конзервираме таа енергија, значи имаме бойлери, каде што сончевата енергија, бидејќи трошиме огромни количини на топла вода, значи ќе ја конзервираме кога треба да се конзервира, и не е само тоа, значи зелени набавки, опрема која што е еколошка, значи со сите ознаки која што Западот е, последните трендови на Запад, не само во перформансите, туку и со постапувањето во однос на екологијата. ХАСАП-от, односно безбедната храна која што ќе имаат пациентите во тој дел, значи тука се повеќе чинители кои што го прават епитетот зелена болница. Во однос на опасниот отпад, рековте и самиот, дека имаме законски обврски кои што ги исполнуваме. Значи, безпрекорно немаме ниту еден записник од инспекцијските органи, каде што би имале одредени замерки. Значи, водиме исклучително сметка, а нашата проактивност се состои во тоа што користиме и еколошки средства за чистење. Значи, не само што водиме сметка за цврстиот отпад, туку и за течниот отпад преку користење на средства кои што се еколошки. Добро, вака... Во целава емисија зборуваме за една тема која ја следат и гледачи што не толку им е блиска ова стручна терминологија, но верувам дека ја следат и луѓе на кои може да им користи сите овие поенти од нашиот разговор. Па ме молам вака за една завршна реченица во една минута. Што би им препорачале на
сите субјекти, на економските субјекти, иако рековте дека оваа област спроведувањето на принципите на на општествената одговорност не се строго законски регулирани, но ве молам навистина во најкраток во едно најкратко излагање од една минута да упатите една поента и еден заклучок зошто треба секој да учествува и да се фати за доследно за начелата на спроведување на општествената одговорност. Точно со една реченица ќе кажам. Значи секој кој што го сака својот бизнис, својата компанија, својата средина во која што делува и својата земја, треба да пристапи кон начелата на општествената одговорност, бидејќи го зголемува реномето на својата компанија, го зголемува привлекувањето на вработени, зголемува задржување на вработени, ги зголемува нивните перформанси и прави еден одржлив раст во целокупното окружување. Ви благодарам многу за разговорот и се надевам дека тие што треба да го сватат значењето и што се одговорни за постоењето на ова општество и за работата на бизнисот и воопшто на екзистенцијата на својата земја, дека ќе размислат малку, барем тие што доцнат во спроведување на овие начала, нели? И дека сите ќе имаме корист од тоа. Се согласувате ли? Се согласувам, ви благодарам и јас за времето кое што го одвоивте. Се надевам дека со неколку примери, бидејќи беше релативно кратко времето за толку опширна област и толку многу можности кои што може да се направат. Терминот на емисијата е толку, да. Сигурно дека можеби... Значи, областа е преголема, можностите се преголеми и секој, ако сам се иницира на кој начин може да придонесе за себе и за другиот, тој е веќе општествено одговорен. Да, ви благодарам многу што не за гостувањето. Благодарам и јас на вас. Се надевам дека ќе имаме прилика по односи на спроведување на стандардите за кои сте вие експерт и добар познавач, ќе можеме да се работуваме во некој од наредните емисии. Со задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше нашиот гостин Фани Лазарова од здравствената установа Рем Медика. Зборувавме за општествената одговорност, спроведување. Ви благодарам за вниманието и пријатно се гледаме следниот петок.